Приказните на мама Ана. Приказните на мама Ана се приказни за добра ноќ. Нивната намена е да действуваат приспивно и да им помагаат на децата побрзо и полесно да заспиваат. Важно предупредување. Не пуштајте ги приказните додека сте во возило, затоа што можат приспивно да влијаат и врз возачот. Зина и Зазулската пустина. Ми се спие. Што ќе читаме вечерво, мамо? Ќе ти читам за Зина и Зазулската пустина. Најомиленото место на Зина од сите места во целиот универзум беше едно посебно место на планетата Заз. Прекрасната Зазулска пустина. Речиси секоја ноќ, додека спиеше, Зина сонуваше за неа, за пустината. Тоа беа соништа полни со чудесни авантури, а за дел од нив ќе ви раскажам сега. Зазулската пустина зафаќаше речиси четвртина од планетата Заз. Но таа не личеше ни најмалку на пустините на земјата. Да, и таа имаше песок и песочни дини, но песокот пред се беше шарен. Песочните дини се прелеваа во прекрасни бои. А кога ќе дувнеше ветрот немирко, правеше прекрасни песочни скулптури во неа. Дрвја, животни, зазулчиња, цветови. Зина го сакаше ветрот немирко. Играше со него и заедно измислуваа нови форми што би можеле да ги направат од песокот. За разлика од пустините на земјата, овде не беше ни многу топло, а не беше ни студено ноќе. Но она што Зина најмногу го сакаше во оваа пустина беа честите, преубави оази во кои растеа необични растенија. А живееше и најмилото животно на Заз, пустинската замила. Замилата беше животно кое малку потсетуваше на нашата Камила, но немаше грбка, а телото ѝ го красеа прекрасни зелено-црни шари, слични на оние на зебрата. Навистина, замилата беше многу посебно и интересно животно. А уште поинтересно беше кога Зина ќе се качеше на една замила и заедно патуваа низ Зазулската пустина. Тупати туп, тупати туп, трчаше замилата низ пустината. А Зина ја водеше кон една голема оаза, можеби најомиленото место на Зина од целата пустина. Зошто најомилено? Затоа што во таа оаза, инаку попозната под името Завинска, живееа пустинските зазулчиња, завините. Зазу, зава, извика завинот кој прв ги здогледа Зина и нејзината замила. Тоа беше познат завински поздрав, што значеше нешто како «Добре ни дојде». А Зина соодветно одговори «Завазу», израз што би можел да се преведе како «Добро ве најдов». И во тој миг сите завини и завинчиња излегоа од нивните шатори и се стрчаа да ја поздрават Зина. А потоа почна веселбата. Се пееше, се играше, се пиеше студена вода од длабоките бунари во оазата. Се јадеа сладки плодови што растеа на тамошните шарени дрвја. А при квечерината се палеа огнови и старите завини пеа тивки приспевни песни. А ѕвездите на небото над Заз се гледаа најубаво токму од овде, од Зазулската пустина. Во овие мигови, кога паѓаше мрак над пустината, Зина знаеше дека е време да се врати дома. Да се разбуди од овој прекрасен шарен сон во нејзиното креветче во собата на Боби. Оти и Боби набргу ќе се разбуди и ќе почне да се подготвува за училиште. А Зина секогаш му помагаше да ги стави книгите, тетратките, моливите и боите во ранчето. И секогаш,
без исклучок во ранчето му ставаше уште нешто. Нешто толку малечко, што Боби не можеше ни да забележи дека е таму. По едно ситно, обоено зрнце песок, донесено директно од срцето на планината Заз, од шарената Зазулска пустина. Ете, Биби си заспа. А се надевам дека заспавте и вие, мили дечиња. Добра ноќ.